Здраво живо во живо во уште едно издание на Скопската локална програма на Вистинска телевизија со наслов Скопје ми е дома. И овој пат ќе се обидеме да допреме до вас, непосредно до вашата улица, до вашите домови, до вашите сеќавања, но и до вашите визии за еднината, не разговарајќи само за проблемите, туку за убавите нешта, можеби и спомените кои ве врзуваат сите вас за градот кој што во моментов го нарекувате дома. Овој пат ќе проговориме за еден многу важен момент, или, како што би рекле поупатените, историска, можеби пресвртница, која што го обликуваше на тамошниот или денешниот изглед на Скопје. Значи, станува збор за земјотресот во 1963 година, кој што, освен што донесе многу предизвици за Скопје и за скопјани, беше на некој начин и тест и испит за тогашната меѓународна заедница и за дел од стручната јавност, а и за тоа како сите ние како општество треба да научиме и да примениме некои лекции. За жал, колку денес ги применуваме или не ги применуваме научените лекции, или колку ги забораваме, или ајде да кажеме и колку ги пренесуваме на едните генерации, ќе проговориме вечерва во ова издание на Скопје ми е дома. Во оваа прилика јас би сакал да ги поздравам и за прв пат гледачите на TikTok кои не гледаат во живо од птичја перспектива, и на Вистинска телевизија ќе можат можеби да ги гледаат и оние делови кои што не се гледаат на телевизија, а тоа е максимален реален момент како се договараме или што правиме, се прашувате најчесто со соговорниците додека одат прилози, реклами и така натаму. Јас сум Благој Шаклевски, битолчанецот во Скопје, или што би рекле англичанецот во Њујорк. Вие гледате Скопје ми е дома, продолжуваме по кусата пауза. Градот убав пак ке никне, среде песни вдружен фат. Пак ко сонце цел ке бликне, како топол нежен кат. Скопје, младост ти ке бидеш. Скопје ти ке бидеш цвет. Ти ке бидеш израз свиден на се братско во овој свет. Покрај Вардар ке се крене, ке го буди детски вик. И ке брои ново време, радост ке му краси вик. Скопје, младост ти ке бидеш. Скопје ти ке бидеш цвет. Ти ке бидеш израз свиден на се братско во овој свет. На 26. јули 1963 година Зборува Радио Скопје. Ви се јавуваме од импровизираното студио со својата прва емисија по катастрофалниот земјотрес, што утринава на 26. јули во 5 часот и 17 минути го снајде нашиот град. Во 5 часот и 17 минути Скопје било разурнато од земјотрес со 9 степени по Меркалиевата скала или 6,1 степен според Рихтеровата сеизмичка скала.
a pomali potresi imalo do 5 časot i 43 minuti. Zemjotres od 1963. godina trajal 20 sekundi. Togašnji od skopski zemjotres se počustvoval na prostor od okolo 50.000 kvadratni kilometri niz dolinata na rekata Vardar. Od potresot bile urnati 15.800 stanovi, a ošteteni 28.000. Nad 200.000 ľudia ostana bez pokriv nad glavata. Pod urnatiните животот го загубиле 1070 граѓани, биле повредени над 4.000. 80% од сите градби во Скопје биле срамнети со земјата. 30 монументални градби биле оштетени, меѓу кои тврдината Кале, Сулијан, Безистенот, Археолошкиот музеј, Народната банка, Офицерскиот дом, Железничката станица и Националниот театар. Се враќаме во студиото, трпки по телото, гледате Скопје ми е дома, ново издание посветено на едно сеќавање, кое што, како што реков во воведната најава, важен историски момент кој што го обликуваше денесниот изглед на градот. Во студиото со мене вечерва, на моје особено задоволство и чест, би рекол во оваа прилика, наискрено и без трошка куртоазија, е професор доктор Предраг Гавриловиќ. Јас ќе го прочитам ова, специјалист за земјоделско инженерство и инженерска сейзмологија, да не сгрешам нешто во титулирањето, иако вашата биографија е прилично импозантна и оние што ве познаваат, а се надевам има такви гледачи, знаат кого имаме во студиото. Ќе проговориме малку подоцна и за тоа, не за да се фалиме, туку да ја потврдиме кредибилноста на она што ќе го говориме. Меѓутоа, јас на почетокот, посакувајќи ви добре дојде, ќе започнам на еден човечки аспект, бидејќи молчевме во студиото. Јас реков, гледачите на TikTok може да видат што ќе разговараме, ама ние внимателно го гледавме прилогот, кој што и јас морам да признам, иако не бев роден во тоа време, прилично така ме потресе емотивно. Вие како современик на тоа што се случуваше тогаш, веројатно уште поемотивно се присетивте на тие моменти. Знам дека воздивнувавте и климавте со главата. Меѓутоа, добро вечер и ќе почнам човечки. Професоре, како беше, што му се случи на Скопје тој 26. јули 63 година? Една голема прекретница во историјата на Скопје е 26. јули 63 година, не само за Скопје. Ја би рекол дека таа прекретница со све она што тоа го донесе овој земјотрес и со поскорошни активности и за пошироко, не само за регион, него да не бидам исклучен нескромен и за Европа, може би и целиот свет. Тоа е еден од значајните моменти, забележителни за историјата на градот, кој го промени и животот, и обликот, и све она што денеска го гледаме Скопје као град кој што живее во едни услови на се уште земјотресни потенцијал, меѓутоа во други услови и со други објекти и сигурност. Земјотресот, рековме, се согласивте, нели, дека ја обликуваше иднината на Скопје и представуваше одреден крстопат или пресвртница во тоа каде ќе се развива и како ќе се развива градот. Претпоставувам дека тоа на некој начин ја поттикна или ја определи текот на вашата животна кариера. Како тие две работи се поврзаа или се споија? Ова што викате, Скопје е мој град, мој живот, моја професија. Као градежен инженер и као у тоа време војник, односно во школа на резервни официри во Југословенската народна армија, после земјотрес, сите ние што бевме градежни инженери, дојдовме овде на расчистувањето на рушевини. Кој што гледате, од самиот почеток, мојот професионален живот започнува со Скопје и наставува, би рекол, и до ден денеска. Со своји активности, онолку колку што се може, тој период доста поголем од 60 на години. Тоа е она што го обележува мојот живот и тоа е она со што е и моја професија и
целосно. Ајде уште малку ќе ве задржам на тој човечки непосреден аспект. Што се врти во главата на еден млад човек кога особено имајќи го предвид и тоа што вие сте биле и далеко од дома, нели во школата за резервни офицери, и претпоставувам дека веста сте ја дознале од вестите како и сите други во тогашна Југославија, Европа и светот, бидејќи цел свет се мобилизираше нели после тоа. Кога, дали постои некој миг кога ја донесовте ви одлуката, расчистувајќи таму низ урнатините, спасувајќи животи, дека јас ќе бидам тој што ќе учествува или што ќе го гради овај град утре? Апсолутно. После моето завршувањето на војна обврска и расчистувањето на зидините у тоа време на градска војна болница и така натаму, моја соглед на тоа дека сум градежен инженер и моја одлуката беше дефинитивно да својот професионална активност и својот живот го посветим остане во Скопје, го посветим на своја струка и на она што значи земјотрес. И до ден денеска ја останувам во таа област, се бавам со земјотресно инженерство колку што дозволува не само за Скопје и во Скопје, него и многу пошироко, зашто веројатно ќе зборуваме за тоа. Овде има два моменти. Од една страна желбата да се обнови градот, нели почнавме со она преубава детска песничка од Златно славејче градот убав пак ќе никне, што е символично и метафорично, нели ги изразува емоциите на цела една генерација која што пред очите го виде разорнувањето на својот роден град, а од друга страна професионалниот предизвик никогаш да не се повтори. Веројатно тука можеби тој поттик бил уште поголем во решавањето со што да се занимавате во животот. Апсолутно. Гледајќи ги професионално, гледајќи ги објекти, гледајќи ги рушевините на она као последица на земјотресот, еден професионален предизвик зашто се случило тоа, како се случило, кои се разлози и што е тоа што треба да се направи во иднина. Дали мораше да има толкова, се извинувам што прекинувам, дали мораше да има толкави последици, дали мораше да се урнат толку многу објекти, слушнавме ние одредена бројка. Сигурно дека е тоа. Тоа е управо ради тоа што пред тоа немала никакви норми и никакви критериуми за градење во однос на она што значи заштита од земјотресно инженерство и постојано. Чисто ради една илустрација, пример. Ние сме прва земја во Европа, душе во тоа време едино тогашен Совиетски сојуз имаше прописи за земјотресно инженерство. Со Скопскиот земјотрес не се менува само Скопје, се менува и целосно онако што реков и на самиот почеток, влијание низ цела Европа со успоставување на норми за градење и заштита на људски животи преко прописи, одредени норми и она што значи долгорочно заштита, земејќи во предвид потенцијални можности. Ние живееме во земјотресно подручје, земјотреси кои што се случувале и ќе се случуваат. Така да мораме да водиме сметка и да се заштитиме онака као што тоа и треба. Има уште еден сегмент во овој дел од разговорот, иако можеби ќе допреме, бидејќи во времето во кое што живееме, особено во актуелниот, ајде да речем, политички момент и медиумски наизместени некои вредности во јавноста, обично урбанистичкото планирање и заштитата на животната средина или одржливиот развој се поврзуваат кај нас со политика. И покрај тоа јас би ве замолил во овој дел од разговорот, освен обновувањето на Скопје и обезбедувањето нели превентивно, тоа да не се повтори, барем не со такви последици, ако бидејќи се работи за се уште активно и трустно подрачје, што станува со овој другиот дел, со планирањето и обезбедувањето на одржлив развој? Го положили Скопје тука испитот? Па, она прво би се вратил на самиот почеток, што мислам дека е интересно и за граѓаните на Скопје, и сите оние што живеат и денеска и што ќе живеат во иднина, тоа е дека една од најголеми активности што се случуваше после земјотресот, тоа е санирање и зајакнување на постојните објекти. Ми имаме големи оштетувањата, али имаме големи оштетувања на една категорија на објекти кои што се инженерски речено зидани. Ние немавме порушено паднато бетонска конструкција.
Ne zali to što bea dobri konstrukciji, nego zato što je to priroda na zemljotresu. Znači, prvi i najgolemi aktivnosti što se slučuva po zemljotresne aktivnosti bea sanacija i zaštita na oštetenite objekti kao preduslov za nastavujanje da se koristat zemljeki od predvidi kao što go najavite i po početak od kolikav broj na luđa ostanale bez stanovi, bez potkrivna glava i ono što je neophodno za nastavak na život. Tako da to je jedna od prvih kategoriji, to je sanacija i seizmičko zajaknuvanje na poslovnite objekti, a posle toga dođa gradenje na novi objekti i izgradba, planirana izgradba. Planiranje, da. Na osnova na ono što znači naučne saznanja, na osnovu ono što znači iskustvo, na osnovu na ono što znači planiranje i predviduvanje na sve te posledice i potrebite za to. Sigurno deka jedan od prvite vo toj pogled, evo kad se navratam na kratko, na toj period, jedan od prvite projekti koji što, kao što znamo, Skopje je grad na solidarnost, golema aktivnost na Objedinjeni naciji, svekako na togašnja Jugoslavija, na site krajevi Republike od bivše Jugoslavije, ali isto tako i golem broj na zemlji, vključujući i Objedinjeni naciji, beše i urbanistički plan na Skopje, a to je takozvani poznati od arhitekt Kenzo Tange, koji stvori jedan koncept za Skopje, za zaštitu na Skopje, osnovan na sovremeni uslovi i kriterijumi za gradenje vo seizmički područja. To je jedan od preduslov. A posle toga nastanula slednata faza, a to je gradenje na objekti soglasno na propisi, kriterijumi za zaštita, materijali i tako natamo i tako natamo. Naučni saznanje i tehnički dostignovanje. Ja se, kako od pozicija na laik, ono što mi padna na pamet pri правењето проекции на тоа урбанистичко планирање е секако земањето во предвид на факторот развој. Се работи за метропола, град кој што претендира допрва да се развива и така натаму, кој што е главен град на една од тогашните републики на Сојузна социјалистичка Југославија, федеративна. Дали се обично секој лаик и секој скопјанец, па дури ете и овие дојдените битолчаните во Скопје, кои ќе заглават во сообраќај, особено во време на така наречените шпицови, иако сега во последно време се повеќе и се губи правилото за тоа кога е сообраќајниот главен метеж и шпицот во Скопје, велат, па зошто не се испланира сообраќај за толку многу возила, ако тоа можеше да се предвиди како, например, во некои светски метрополи, бидејќи за разлика од нив кои што тоа го правеле многу порано, не знам, европските центри, се да не ги набројуваме, меѓу двете светски војни, да речеме, правеле некои сообраќајни решенија, добар дел од нив тогаш ги направиле и подземните железници во градовите и така натаму. Овде кај нас како иако било подоцна, иако веќе се користеле автомобилите, како да не се предвидело тоа, барем нам на лаиците така не изгледа. Исправете ме доколку грешам. Па добро, не би сакал да намлегувам многу во она што значи урбанистичко планирање, со оглед на тоа дека јас сум ипак градежен инженер, конструктер и ги гледам објектите од аспект на нивната стабилност, меѓутоа, они се дел од една структура на урбанистичко планирање која е изусетно битна. Сигурно дека е тоа една од, ајде да не кажем, може би мани настанати во последње време по поглед баш на тоа што значи планирање, распоред и така натамо за една метропола со своји специфичности, не само од аспект на објекти и станување, него од аспект, ако погледате, да кажеме, денеска современо живење на една здрава средина. Вие денеска Скопје е загушен град, вие немате вентилација и да кажеме, еве, чисто као илустрација, еден пример ќе го наречам, еден од основните прави, односните замерки на планот на Кензо Танге беше дека блокот на градскиот зид кој што е граден е таков да ќе спречи така наречена развојна вентилација, односно ружане ветрови кои што одводно идат према Скопска Црна Гора. И тогаш е донесена одлука и ние као проектанти, јас сум дел од
projektanti koji што учествувавме во развој на градскиот зид, да сите приземје и мезанини бидат слободни, како би можело да се овозможи циркулирање на воздух од една на друга обала на страна. А другата страна, кај театарот, не смееше да се граде никакви други објекти, као што знаете, едино е коса дозволена, коса градба, коса конструкцијата на театарот. Денеска гледаме што се случува и како се случува и мислам дека секој коментар е сувишен во тој поглед, така да тоа е една од големите, да не кажем, наши недостатоци, кои што Скопје као град му е наруши она имидж на градот кој што имаше прво као град на солидарноста, второ као град кој што прифати интервенции, санации, зајакнување по принципи на Обединети нации и прифаќање на современи, првиот дел прифаќање на современи методи. Само нема да се задржам, скоро имаше една изложба во Њујорк, во еден од ова, зборувајќи за светска архитектура, кај што Скопје имаше посебен третман со примена на така наречени фасади од натурбетон. Тоа се бетони, како што знаете, тоа е археолошки институт, музеи, тоа се града на универзитетот и така натамо, као пример на една архитектура, современа архитектура у времето во кое е градено, у времето кое што значи конкретно реставрација, реконструкција и оживување на градот. Имајќи предвид оваа ружата на ветрови што ја споменавте, ете, може би ќе одговориме на некои дечиња, јас сум бил сведок кај што се прашува, зошто се овие вака толку високи, зошто се овие премените, па ги викаат тунелчињата меѓу зградите и така натаму. Значи, сето тоа не е случајно, е со добра причина за да има провев или народно кажано промаја, која што е потребна на центарот на Скопје. Ние овде правиме куса пауза, се подсетуваме повторно на тие немили моменти кои одредија иднината на Скопје, а потоа продолжуваме со разговорот во студиото. Според соопштението на Републичкиот штаб за отстранување на општата опасност на 28 јули 1963 година до 7 часот утрото од подскопските урнатини беа извадени 691 загинат граѓанин. Од нив биле идентификувани 500 лица. Само во општината Идадија до 19 часот вечерта биле пронајдени 100 лица од подурнатините, од кои само 10 живи. Конечната листа на идентификација на загинатите покажа дека Скопскиот земјотрес однесе 1070 животи, од кои 470 мажи, 430 жени и 120 деца. Меѓу загинатите биле и 16 странски државјани, кои биле наминување низ земјата, како и 10 лица родени во странство, а за кои не можело да се утврди дали се наши или странски државјани. На 27. јули 1963 година, ден по катастрофалниот земјотрес во Скопје, беше издадено следното соопштение. За да се отстранат последиците од земјотресот кој го зафати градот Скопје и околината и за да се обезбеди спасување на затрпаните граѓани, расчистување на урнатините и да се отстрани опасноста од епидемија, се преземаат следните мерки.
се задолжуваат сите машки лица од 18 до 55 години од подрачјето на град Скопје, Тетово, Велес и Куманово да учествуваат во расчистување на урнатините и спасување на загрозените лица. Се повикуваат и корисниците на технички средства и возила кои можат да помогнат во несреќата. Меѓутоа, тоа утро и без ова соопштение, солидарноста доаѓаше до израз во секој миг. Секоја рака беше испружена кон урнатините, кон оние кои бараа помош. Со голи раце и со механизација се спасуваа затрупани од подурнатините. Кранови и булдожери креваа блокови од зградите, кои за неколку секунди беа срамнети со земјата. На 14. октомври 1963 Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации едногласно усвои резолуција за давање помош за обнова и изградба на Скопје поради земјотресот кој го зафати на 26. јули. Помошта од странство потекнува од земите според азбучен ред. Аден, Албанија, Алжир, Аргентина, Австралија, Австрија, Авганистан, Белгија, Боливија, Бразил, Бугарија, Бурма, Чехословачка, Чиле, Јордан, Јужноафриканската унија, Камбоџа, Кина, Канада, Кипар, Колумбија, Костарика, Кувајт, Либан, Либерија, Луксембург, Унгарија, Мали, Малта, Мароко, Мексико, Монако, Монголија, Источна Германија, Нигерија, Нов Зеланд, Норвешка, Пакистан, Панама, Полска, Португалија, Романија, Родезија, Западна Германија, Сенегал, Сирија, Советскиот сојуз, Соединетите Американски држави, Судан, Шри-Ланка, Танганика, Тунис, Турција, Заир, Уганда, Уругвај, Шпанија, Швајцарија, Шведска, Ватикан, Велика Британија, Венецуела и многу меѓународни организации, странски туристи, поединци и други дарители. Тоа е многу битно. Така, тоа исто предизвик. Ете се враќаме во студиото по кусиот прилог. Со мене во студиото професор доктор Предраг Гавриловиќ, специјалист за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Реков нема да ги набројувам титулите, меѓутоа мораме да се задржиме и на онај стручниот дел нели од вашата кариера, бидејќи колку да знаат гледачите, не за да се фалиме, и ако може да евоцирате спомени во рамките на времето, ваши градби имам на сите континенти, ајде да кажеме денес. Она што може би е најлесно да се посведочи нели од денешен аспект, оние што живеат свртени на кај водно, може низ прозорец да видат кулата на Агенцијата за електронски комуникации и да видат едно ваше дело. Ова не случајно го зборувам, и покрај историјата нели зборуваме за земјотреството, инженерство и како на некој начин глобално тоа почна овде во Скопје и почна да се пренесува на секаде низ светот, и тоа е поврзано исто за дел од вашата професионална кариера, бидејќи вие како професор сте обучиле многу кадри во многу други земји на оваа тема. Меѓутоа, она што мене ми паѓа на памет, ако кажувам како ваше дело, е што може би во оваа наша Македонија, имајќи ги предвид сите овие исклучоци и посебности на државата и на Скопје, се има впечаток дека денес малкуми на наши градежници, архитекти, творци, креатори, бидејќи тоа е една особено почитувана и, како да речем, индивидуален креативен чин, многу малку кај нас се потпишуваат на своите градби како во светот. Дали тоа значи дека имаме малку оригинални градби, дека копираат, крадат, ајде да не речем вулгарно, или плагираат, па се срамат да се потпишат, или пак не се задоволни од тоа што го направиле, па подобро е никој да не ги знае. Ова сум го разговарал со други луѓе низ некои светски метрополи, затоа што сме биле сведоци дека таму со гордост авторот на зградата или проектантот е потпишан на самата зграда, дури некаде и со плочки, златни табли и така натаму. Да, тоа е дел на професионална афирмација на ова. Ја, еве, пошто рековте ова, имав
kao što rekao, sami od početak, neposredno posle zemljotres počeo da se bavim ono što znači prvo sanacija, ogroman broj na oštetenite objekti, a posle toga, vtorата faza, to je gradenje, projektiranje i o togašnje vreme so firma Makedonija Projekt, projektiramo golem del, učestvovao u projekti kao što se Gradski zid, Kuli gradski zid i mnogo drugi objekti vo Skopje. Počnuvajki od, kao što rekao, to je ipak jedan period od otprilike 60 godini. Evo, završava se jedan od objektite, da se nadam da ne je poslednje, to je Kula Korena Ajek, Kula na vodno. Вие скромно велите, па добро, тоа сега јас не сум активен, не е, меѓутоа е сведоштво живо дека е тоа ваше дело во овој момент. Да. Независно од Да. возраста, нели, и од вашата спремност, стручност и младешкиот дух, што морам да признам дека го негувате. Да, има голем број на објекти, јас сум поносен, да кажеме, еден од тие е и универзитетски центар, денеска центар Кирил и Методи, овде кој што е изграден во една специјална технологија, натурбетон и така натаму и така натаму. Ние во тоа време одевме низ Европа да бараме соодветна технологија за градење, што значи дека и во тоа време водевме сметка за она што се гради. Да не зборам дека од аспект на сигурност сите тие објекти кои што се градени се апсолутно под контрола на градењето. Тоа е број 1 и број 2, дека исто така со текот на времето, дека е створена и, така кажем, кај народот и една пракса да сите објекти кои се градат, индивидуални згради, се вршат обезбедување, сеизмичко обезбедување на згради од земјотреси. Тоа е прочем и законска обврска, нели? Тоа е законска обврска, меѓутоа, знаете како, законска обврска е една ствар, меѓутоа у пракса е друга ствар. Ние сме вешти во фабрикувањето. Кај нас е, да кажеме, да. Тој, мислам дека тој степен на заштита, градењето од аспект на конструктивна сигурност е на доста високо ниво. И во сите области, посебно во градски подрачја, али еве да кажеме се и доаѓајќи овде кај вас на ова, гледавме голем број на куќи кои што се приземни кат, сите се со армирано-бетонски церклажи, тоа значи сеизмички обезбедени. Затоа што, еве, узет да кажем една специфичност, со оглед на карактеристики на скопскиот земјотрес, сите сите паднати објекти, порушени објекти беа углавном објекти зидани, тоа значи традиционално зидани конструкции сеизмички неоправени. Ние немавме падна бетонска конструкција не заради тоа што бетоните беа добри или што конструкциите беа добри, него заради тоа што е природа на земјотрес и така наречен одговорна конструкција на тие земјотреси. Меѓутоа, да се вратиме на денешно време. Денеска постојат критериуми, мислам дека во добра мера, од аспект на сеизмично јакнување, тоа се почитува и дека во тој поглед ние имаме него изузетно голем степен на сигурноста. Прво, за сите објекти кои што се санирани после земјотрес, тоа е да кажеме населба Карпош 1, Карпош 2, со примена на нова технологија на бетонски зидови и така натамо, они се обезбедени за она што значи очекуваните земјотресни дејства за ова сеизмичко подручје. Нови објекти подлежат на современи критериуми и подлежат на контроли. Тоа е изузетно не само прописи, него и контрола на градењето. Контрола на она што значи изведбена контрола на сигурноста на објектот преку квалитетот на градењето. Но како што рековте, прашање во денешно време, нели, овакви измешани малку околности, колку сето тоа се применува во пракса и колку сме ние вешни, нели, како изведувачи или надзор и така натаму да ги нагледно. Тоа е друга тема за некоја друга емисија и тоа е општествен проблем, што би се рекло. Јас би сакал да ве вратам... Да се добржам само на ова, тоа е многу битно, тоа е еден од многу битни фактори. Еве, ќе се вратам само малце подалеко од Скопје. Последниот земјотрес кој што се случи во Турција,
su ogromni katastrofalni posljedici. Znate što je glavni razlog? Niskite kući zidani, kućite i ova i to, ne, nego glavni razlog je brza i nekontrolirana gradba. I to je to kaj nas mislim deka na određen način gdje pod kontrola gradba, pogotovo što se odnesuva vo gradskite sredini, a što se odnesuva vo drugite pomali, mislim deka je vo prašanje tradicije i vo toj pogled mislim deka imamo jedno sasvim solidno nivo zboram od inženjerski aspekt i aspekt na sigurnost. Ne zboram od arhitektonsko-urbanistički za ono što zboruvate ovdje, pogotovo što deneska ima po naših propisi i zakoni, da kažemo, da site ti objekti od kategorija ide na kontrola vo Institutu za zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija. Na osnovna pred dobivanja dozvola na gradba, što je jedan od golemi sigurnosti, na jedna institucija koja što je, nema da vidim neskromen, ali sigurno predstavlja jedna od najistaknutih svjetskih institucija od ova oblast. Koja što učestvovala u sozdavanju na druge institucije od ta oblast, pročeva. Tačno je to. I ona, ne samo sozdavanje to na institucije, nego sozdavanje to na kadar širom na ovaj institut je formiran na inicijativa na, evo kad se navratam, mislim da je to bitno. Da, kako? Formiran na inicijativa na UNESCO, odnosno Objedinjeni naciji, i počela sa svoj rad. Prvo početak na institutu počela sa postdiplomskih studij, prva generacija. Imam sreće da vidim najmlad studenta postdiplomskih studij, prva generacija na postdiplomskih studij koji započela pre 65. godina. I posle toga institut 60. i 70. godine veke stanuje UNESCO centar, on se razviva, togaž beja profesori, mi je nemavme, Evropa nemaše propisi, nemaše eksperti beja od Japonija, Amerika i tako natamo. Institutot za kratko vreme se razvi vo jedna svetska institucija koja što doprinese za podobruvanje na sigurnost, ne samo vo Makedoniji i ne samo vo bivša Jugoslavija, kao što rabotujeme na zemljotresu Crna Gora, što rabotujeme na site zemljotresi Banja Luka i tako natamo i site vo bivša Jugoslavija, nego i vo svetski razmori, kao što učestvujeme ona što se vika od jedna do druga odbala. Kao što imamo projekti od izuzetno značenje, kao što se Burma, Kanada, Meksiko, Indija, Kina i tako natamo. Tako da to je jedan od doprinosi, odnosno vraćanje to, da tako kažem, na uslugata na Objedinjeni naciji i jedan, ne samo vo proces od nagradba, da kažem, mi učestvujeme posle site zemljotres u Alžir, zemljotresi koji što se slučuva u ta vreme u toj period posle 60. godini vo evropski i svetski razmeni mi učestvujeme obavezno vo ona što znači ekspertizi i tako natamo. Međutim, i procesna edukacija. Postoješe jedan kurs koji što značiše obuka na kadri od zemljivo razvoj. To vreme politički nesvrstani zemlji i tako natamo. Tamo se pominati nego tačno 518 kandidati od celio svet koji što, verovali ili ne, posle toga zavzima izuzetno visoke pozicije vo svojoj zemlji i doprinesu da mnogo od projekti našite kompanije, našite organizacije je rabota tamo. To beše su propisi u Tunis, to je bio Alžir i drugi zemlji da ne ginamo. To je jedan od doprinosi na institutu kao institucija sa svojim. Patem rečeno, mi je prva institucija koja što imaše tako narečena seizmička laboratorija, seizmička vibroplatforma, odnosno eksperimentalne istraživanja za ostvarivanje to na naučno-tehnički saznanja i podobruvanje za proces na izgradba na objekti, ali i sanacija na istorijski spomenici, tako da ne samo za nas, rabotujeme projekti za Amerika, rabotujeme projekti za Getty Conservation Institute za spomenici, crkvi, zidani i tako natamo, tako da je to jedna afirmacija i na Skopje kao grad i na ono što znači na nekoj način da kažem da im se zablagodarime i da im vratime, da ne im se sluči, međutim da im pomogneme za ono što međunarodna zajednica mu pomogna na Skopje,
da se razvije i da dobije jedan nivo na jedno sasvim drugo nivo. Но денешен аспект би било среќа, да не звучам малициозно, меѓутоа би било среќа да го сочуваме и сеќавањето на тие времиња. Јас баш туку сакам да ве прашам за бројката на кадрини или кои што на некој начин директно или индиректно поминале низ ваши раце или на кои сте ми ја предале палката или тој запален факел или на сеизмолошкото инженерство на сите светски меридијани, како што рековме, и тоа значи углед. Додека се подготвувавме за разговорот, спомнавме дека Скопје стана меѓународно познато кај една цела генерација токму по земјотресот и како град на солидарноста. Мене ми се случило да разговарам со странци кои немаат никаква врска со Македонија, меѓутоа имаат сеќавање од детството како не знам, во школа собирале средства за настраданите, како дома се разговарало, како гледале на телевизија, на вести од тоа време, така што претпоставувам дека на некој начин и таа во наводници негативна реклама, а после тоа и позитивната мисија која институтот и вие како експерти сте ја имале во светот, создала одреден углед. Реков да не звучам негативно, меѓутоа колку ние денес прво се сеќаваме, сами за себе знаеме што значи тоа, и второ, колку сме го сочувале тој углед, односно, прво ние овде дома, а потоа и светот се уште да ја знае оваа приказна, затоа што има со што да се пофалиме. Има со што да се пофалиме, затоа што мислам дека е огромен број на земји кај што сме учествувале, не само во бивша Југославија, како што веќе спомнав, после земјотреси, него и во други земји кај што сме учествувале и во истражувања и све. За стицај на меѓународни околности, стицај на она све што се случува, слика е доста изменета, али да се надеваме дека во иднина. Меѓутоа, она што е битно, Скопје стана еден од европски, можеби најголем центар, не најголем, еден од европски центар за земјотресно инженерство, од кај што може да се каже дека почна заштита на земјотресно инженерство во Европа. Кој што реков, наши прописи, после тоа се направени прописи во сите европски земји и изтворени многи институции и соработка и она што значи заштита и на тие градови, и не само во Европа, него, као што реков, во сите земји на ова. Земјотреси кај што се случувале во Алжир, па чак и до Мексико и Америка, и така натаму Сан Франциско и на други земјите нова, кај што сме учествувале, као реномирани институции, као земја со почит, со познавање и со респект према она што значи една област во која има своја афирмација која може да даде позитивен привод. Се обидовте културно и дипломатски да ми го избегнете на дел од одговорот, колку ние денес го сочувавме тој углед? И таков дел имаше во прашањето. Па добро, има се и тој дел овде. Као што ви реков, меморија, за жал, опаѓа, многу стицај на околности се... Како општество малку преземаме да се сетиме, веројатно, на тоа? Не се преземаме, променети се условите, наши комуникации, гледате што се случува последниве години со меѓународни комуникации целосно, ако сакате и универзитетски, и културолошки, и така натаму, све се сведува на политика, а тоа е она што... Криза, ерозија на вредности. Ерозија на ова, за жал, тоа е така. Меѓутоа, тамо кај што треба, еве, мислам дека се уште сме спремни да помогнеме на едно високо ниво на научна и стручна ниво за заштита на она што значи заштита на објекти, односно заштита на људски животи. Една мала дигресија, пак ќе споменам онај разговор кој го имавме, нели, и кога се договаравме, нели, за едно ваше гостување преку Вибер овде во емисијата, меѓутоа не успеавме да го направиме, а тоа е дека како да ни фали од ова што го зборувате, некаков мериторен систем, некаков, не знам, вистинско вреднување на нештата. Го посочивме примерот во неврзан разговор за Индија, нели ги поминавме сите меридијани, спомнувавте, воциравте спомени од
светски универзитети, од Стенфорд, Беркли и така натаму. Меѓутоа, разговарајќи за индиците, кажавте на реченица која мене ми остана во сеќавање, а тоа е дека кај нив, без разлика како и да е уредено општеството и така натаму по менталитет, она што е вредно, тој што е учен и почитуван од општеството. Каде ние тука потврливме? Имаме некоја генетска грешка, имаме културолошка грешка или премногу не станавме доволно имуни на политичките текови во... Па ја мислим, еве, ќе се сложам со вашата последна констатација. Мислам дека стицај на околности, пред себе реков, промена на ова овде допринесе за тоа, да кажеме, за тие смалите активности. Погледajte, една од да кажеме афирмации, ако сакате, и на ова беше активноста на наша оператива, градежна оператива, која што беше практично подлога. Ирак, Иран, Либија. Либија, они така и влегоа. Ево да кажеме, ние у Алжир влеговме после земјотресот на Алжир, после наша мисија, влезе нашата оператива за работа. Тоа се случуваше у Тунис, кај што правиме прописи, после тоа отидоа други активности и така натаму и така натаму. Така да... И се издигнаа градежни, се извинувам што рекламам, градежни компании, гиганти кои што беа барани во светот. Да кажеме, Пелагонија, кој што била на едно високо ниво на градење, кај што градела, кој што рековте, Ирак, направен нова, и многу други објекти. И, за жал, тие промени, геостратешки, па политички, геополитички влијаат на целосна промена, па нормално и на наши технолошки, да, и ковидот. Ќе направиме овде пауза, ќе се вратиме повторно на заштитата. Добре. Имаме еден пример во содржините за училиштето Песталоци, кое беше дел од нашата рубрика Дали знаете, како една специфика, со еден специфичен метод за прв пат применен во светот овде во Скопје, но за тоа во следните содржини. Потоа беа изградени 1914 стамбени простории од траен карактер. Тоа го возможија Светскиот совет на црквите, Романија, Чехословачка, Полска, Швајцарија, Шпанија, Мексико, Норвешка, Франција, Велика Британија, Финска, Соединетите Американски држави, Данска и Сојузна република Германија. 1432 станови од типот Дексион беа изградени во Ѓорче Петров, донација на Велика Британија. Монтажни станови од Данска, Швајцарија, Италија, Норвешка, Мексико, Франција, Чехословачка и Полска. 93 метални бараки донираа Соединетите Американски држави. 90 приколки исто така беа од Америка. 2 градинки, 2 младински прифатилишта, 2 студентски населби, 2 8-годишни училишта во Шуто Ризари, сите донација од Америка. 4 8-годишни училишта донираше Велика Британија, како и 2 гимназии и 54 бараки. Архитектонското дело на професорот Алфред Рот, изградено по катастрофалниот земјотрес од 26. јули 1963, основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци во Скопје, станува првиот објект во светот кај кој е применет методот на сеизмичка изолација со лежишта од природна гума. Овој значаен споменик представува пример за иновативна асеизмичка градба, која за жал остана прва и единствена од таков вид во Македонија. Сеизмолошка изолација со лежишта од природна гума, технолошко достигнување кое во светот и во Европа за прв пат беше имплементирано во Македонија.
Денес тоа се уште важи за една од најбезбедните методи за заштита од земјотреси. Сеизмолошката изолација работи на принцип да нема триење помеѓу темелите и самата конструкција во случај на земјотрес, односно, задача на изолаторите е да ги намалат вибрациите кои би се пренеле на градбата при земјотрес и ефектот ќе биде како објектот да лебди над земјата. Но клучно кај сеизмолошката изолација е константното и прописно одржување, а по секој поголем земјотрес потребно е заменување на старите со нови сеизмолошки лежишта, што доведува до прашање дека не е само да се инсталира системот, туку треба и да се одржува. Изолацијските материјали не се ставени еднаш за секогаш и не траат бесконечно. Системите подлежат на контроли, инспекции, одржување и прописи како треба да се постапува со нив. На ова поле Македонија и денес потврлува. Универзалната сала е изградена со средства од Авганистан, Австралија, Аргентина, Боливија, Бразил, Гвинеја, Ирак, Иран, Индонезија, Израел, Јордан, Јемен, Јапонија, Камбоџа, Куба, Канада, Кипар, Либан, Либерија, Луксембург, Мали, Монголија, Мароко, Монако, Нигерија, Нов Зеланд, Пакистан, Судан, Сенегал, Сирија, Шри-Ланка, Турција, Тунис, Уругвај, Чиле и странските туристи во Југославија. Институтот за македонски јазик е донација од иселениците. Детскиот базен – донација од Белгија и Холандија. Детскиот сообраќаен центар – донација од Германија. Физкултурниот дом Кале – донација од Грција. Физкултурниот дом Карпош 2 – донација од Франција. Јавната бања Чаир, донација од Етиопија. Бањата Катланово, донација од Италија. Детски центар на Водно, донација од Гана, Египет, Либија, Добро. Се враќаме во студиото, тоа беа прилозите кои што ги најавивме. Во интерес на времето ќе скратиме, бидејќи со мене во студиото имаме прилично релевантен и, се надевам, интересен соговорник, професор доктор Предраг Гавриловиќ, специјалист по земјоделско инженерство и инженерска сеизмологија, или еден од првите меѓународни експерти по оваа област, кој што, како рековме, 518 или така нешто беше, ако добро запамтив, кадри ширум сите светски меридијани создаде. Го скративме прилогот за универзална сала, поентата беше дека тоа е, бидејќи беше актуелна деновиве со пожарот неодамна, дека еден од објектите на солидарност, или правен според проект на сличен објект во Софија, Бугарија, кој и таму веќе не постои. Овде кај нас ќе видиме дали ќе го сочува и задржи објектот, меѓутоа не е тоа темата. Зборавме за сеизмолошка заштита или превенција со изолацијски материјали. Да, тоа е нова технологија, сеизмичка изолација. За прв пат е изведен објектот Пастелоци, тоа е тачно. Школа Пастелоци, тоа е иначе донација на швајцарска влада. И системот е, како што може да се види, дека практично да се изолира, да горна конструкција лежи на посебни лежишта, така да преносување на така наречени сеизмички таласи на горниот дел се изолира. Денеска во светот постои не така многу, али постои голем број на објекти изведен посебно во Америка и во Јапонија. Тоа му доаѓа како амортизери нешто, како во автомобил, на пример, колата са. Автомобил, да кажеме, ако да ја ставите куќа на точкови. И сега идете вамо, она ќе се движи, меѓутоа нема да има влијанието на горните делови. Сега кај фотографиите, новите камери, простете за дигресијата, тој стабилизаторот е многу актуелен при снимањето и кај мобилните телефони. Дали го имаат како стабилизатор, да нема големи потреси. Да нема големи. Значи, он е практично изолирано и горниот дел се движи, али нема акцелерација и нема забрзувањето, значи нема сили кои предизвикуваат оштетување. Тоа е технологија која што е применета пред тоа, како што реков, во многу делови во Америка и во Јапонија. Ние во нашиот институт, ќе се вратам повторно на Скопје, направивме прв пат во светски размери сеизмичка изолација за историски објекти, користејќи византијски цркви. Проекат кој што го финансираше
Getty Conservation Institute od Los Angeles, кај што имавме студија за санација и реконструкцијата, односно санација и зајакнувањето во процесот на реконструкција на византијски цркви. После завршување на тој проекат, наредна идеја која што се беше финансирана од Америчка академија на науки беше примена на таа технологија кај историски споменици. Ние применивме истиот модел и на наша сеизмичка виброплатформа, направивме изолатори и потврдивме дека ставањето на тој дел, на таа технологија, на објекти, дава апсолутна сигурност на објектите. И тоа е применливо секаде во светот? Тоа е применливо го применуваат? Да кажеме има критериуми да историски споменици да не се нарушува и така натаму, али да кажеме во Америка е на голем број на објекти направено кај што се така наречени историски згради. Да кажеме тоа се градски кули во неколку од овие градови во Тексас и така натаму, кај што е изведена сеизмичка изолација ради нивната сигурност на ова. Наша истражувачки проекат беше за класично историски споменици, као што реков, на Византијска црква, при што е користен модел на Света Никита, кој што беше претходно користен во истражувањето за развивање на технологија на заштита и санација на византијски цркви и културното наследство. И во партнерство и со поддршка од институции кои што нешто не знаат, нека изгуглаат, значат нешто во светот и колкава е тежината на институциите кои што ги споменувате. Чисто да напоменам, бидејќи ние не сме свесни често пати за големината на нештата за кои што зборуваме. Ајде малку нашега, злонамерните може би ќе речат додека не слушаат, нели особено оние пасионирани заштитници на животна среда и така натаму, сега во последно време и тоа се злоупотребува на некој начин како термин бетонизација во негативна смисла. Па нешто да спречиме бетонизација, па бетонизацијата не чини и така натаму. Значи во смисла на корисноста на бетонот, во смисла на сеизмичка заштита и докаде е границата на тоа дали навистина е така, дали се навистина во право или слушнале дека сега бетонот не е во ред, па ајде сега ќе го избегнуваме и така натаму, бидејќи секоја градба, како што рековте, мора да има некаква арматура од бетон, која што е, колку е бетонот корисен, а колку е, ајде во наводица речеме, штетен. Не, бетон као основен градежен материјал е користен и изузетно ефикасен во примена на сеизмички подружја, ако соодветно се примени. Тука нема дилема и као што ви реков, дури Скопје беше една од, покажано на ова изложбата во Њујорк, беше потенцирана тој допринос за развој на таа технологија на бетонски згради, као што е археолошки музеј, као што е универзитетски комплекс на ова направено овде. Значи, тука нема дилема. Меѓутоа, начин на примена е други. Дозирање во смисла, така сакате да кажете? Не, како што би рекле фармацевтите и лекарите. Лекот не е штетен, ама да не се пременува премногу. Ако го примените бетонот као основен носив конструктивен систем. Значи, ставате бетонски зидови, ставате бетонски греди, бетонски столбови. Али, ако вие ставате, да кажеме, на таква конструкција, го лепите... Кај што треба и кај што не треба, тогаш е тоа веќе прекумера. Тоа е друго. Или, да кажеме, у тој случај, мислам дека често се во ова што вие го рековте као терминологија бетонизација, да не се поистоветува со она што значи со фасади и така натаму, кои што не се од бетон, они симулираат бетон, али у основа се сосема други материјали и не се конструктивни елементи, обрнуто. Мислам дека они се додатно повредливи, значи во случај на земјотрес они ќе биде големи оштетувања, а може би чак и нема да дозива земјотрес него. Квази бетонски украс на некој начин, да изгледа бетонско. На некој начин е тоа така. Се приближивме кон крајот, времето не летна, се исцрпи, вие сте неисцрпен извор на знаење и на приказни животни и се надевам дека и на гледачите им беше поприлично интересно. Јас се надевам дека ќе имаме друга прилика, бидејќи има многу теми на разговор. А особено не го допревме, нели така почнавме, а мене ми е многу интересен и вашиот непосреден човечки наратив кој го употребувате, како жител на Скопје, како човек кој што освен што е експерт ги доживува околината, зградите, амбиентот околу себе, но еден нормален човечки начин како и сите други луѓе. Да, сигурно, јас сум Скопјанец, во Скопје живеам, кој знае, од што се вика дојден
kao student тука останав и разлог што останав беше уствари еден од разлозите е сигурно и земјотрес и така натаму се чувствувам као свој дома и така натаму. Ми смета тоа да кажем еве во поред Карши стара железничка станица, поред една кула имате друг објекат направен до него залепен кој што Така. не треба стручноста, не треба само да се погледа и да поминете зашто е тоа направено, да се прашате, али тоа е друга тема, како што реков. Рековме нема да влеземе, бидејќи ќе не обвинат за политизација Да, на самата приказна. нечеме политизација. На крајот само една куса порака до младите, иако мислам дека целиот разговор беше една порака до нив и мотивација. Јас се надевам, немојте да ми го земете за зло, дека нема да ни требаат нови земјотреси, с краја што би рекле луѓето, за да потикнеме на нова генерација да оди по овие стапки. Што би им порачале на еден млад човек кој што сега се бара професионално, да речем? Па денеска постојат толку нови изазовни моменти, да кажеме, примената на технологија на моделирање, на анализа на конструкции. Ми викаме, експерименти се потребни, меѓутоа во современи период, во процесот на проектирање, во процесот на научно истражување, примената на компјутерска технологија, можности се една од предности кои што младите се тие кои што треба да дадат свој допринос. И да поведат. И вие да учите. Ние, ајде да учиме и Ние беше само да кажем на ова, каква е напредната во тој процес кој што се вршуваме на млади и стари генерации. Ние во институтот имавме прв компјутер во Македонија. Така. Можете да замислите дека у тоа време тој компјутер беше смештен во една цела училница, 9/6 на градежен факултет. Тоа беше, значи, денеска... Беше компјутер кој со тоа камион шлепер да го донесе. Кој што користеше и ние го користевме за ова. А сега оваа лодка има подобри перформанси, со чип. Овде така да таа технологија напредува, значи, али она пружа можности. Таа технологија пружа можности на млади да се докажат и тамо кај што треба, а тоа е да градиме сигурно, да градиме рационално и да плански и одржливо. И одржливо и да ја користиме нова технологија и нови научни содржувања. И па дури и вештачката интелигенција, да не се распринуваме. Благодарам за издвоеното време и благодарам што го збогативте ова издание на Скопје ми е дома и програмата на Вистинска телевизија. Се надевам дека ова е почеток на една убава серија разговори кои што можеби во иднина повторно ќе ги водиме. А ние поштовани гледачи овде завршуваме. Поканата и ми беше задоволство. Ние завршуваме со подсетување на телефонот 070-414-050 на кој што можете како нели гледачи да давате сугестии, предлози, да поставувате прашања и така натаму, секако на социјалните медиуми, на Вистинска телевизија и на порталот vtv.mk. Овде се одјавуваме, најавувам средба за 7 дена. Довидување. Večno je ja saka, ljubav staja svoja.
širili svoj mir. Tamo je Skopje, grad tvoj ljubav priče, što mi rasude sni. Tamo je Skopje, grad tvoj ljubav priče, što mi rasude sni. A daleko od nego ja sreće ne sumnju, no povraće se vrata, to ljubo mi je mir. Rodej moj grad, Bobecki mili meški, mladość to praviš najskapa ocen, večno ke ja sakram ugostaja svoja, Skopje grad je moj mir. Večno ke